Алармантната ситуација со пожарите кои со седмици беснеат низ земјата и неможноста за соодветно справување со ситуацијата ги натера новите власти да размислуваат за ресетирање на целокупниот систем за справување со кризи. Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи, владино меѓуресорско тело задолжено за оваа сфера кој денеска заседаваше и препорача на владата итно да донесе одлука за реорганизација на системот за да се овозможи соодветно справување со секоја настаната криза. Факт е дека ова кое што се случува е мизерно за една држава која што сакаме да биде дел од Европска унија. Од кој аспект? Од аспект на тоа што факт е дека во Македонија не постои систем кој што соодветно може да се справи со кризен менеджмент кој соодветно ќе одговори на кризните состојби во Македонија, особено во делот на пожарите. И Центарот за управување со кризи и сите останати институции делуваат во рамки на оние капацитети кои што сме ги наследиле, но факт е дека тоа е несоодветно и особено ненавремено согласно потребите. Ресурсите се тие, луѓето се тие, можностите се тие, но факт е дека наследивме систем кој што е руиниран и кој што ако сакаме да биде онака како што треба да биде, мораме суштински да го реформираме за да до година повторно не снајде истото кое што не снајде оваа година и не сноѓеше уназад многу години. Една од идеите за подобрување на состојбата е создавање на едно тело со спојување на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување под единствена команда. И првиот човек на ЦУК смета дека има потреба од обединување на институциите и подобро менеџирање со ресурсите. Ангелов не крие дека во Центарот има превработеност на позиции од кои нема реална корист. Ние во овој момент имаме во ЦУК околу 300 вработени и мислам дека ДЗС се повеќе од 300, тоа се повеќе од 600 луѓе. Јас сметам дека со малку помалку луѓе ние би добиле една нова функционална институција која што ќе ги обедини постоечките функции на двете постоечки институции и би добиле плюс една, условно да кажам, специјална единица за заштита и спасување или search and rescue, потрага и спасување, војачина од една армиска чета од 120 луѓе за почеток, која што би била мултифункционална. Летно време ќе гаси пожари, но истовремено може да спасува луѓе ако се повредат на планина. Денеска се уште се активни 7 пожари кои се гасат и со екипи на терен и со авиони и хеликоптери од воздух. Најсериозен е огнот кај македонски брод кој се движи кон паркот Јасен. Полицијата информира дека 2 лица се осомничени за подметнување 2 пожари и дека е формирана оперативна акција за откривање на сторителите, зашто најголем дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор. Речиси 2 седмици земјата е под огнена опсада, зашто во изминатите денови на помош дојде и воздухоплови од соседните држави. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.